почитувани граѓани, почитувани медиуми. Градоначалникот на Демирхисар, Маријанче Стојановски, се повеќе се заплеткува во скандалот во кој излезе во јавноста. Имено, откако тој им се закануваше на наставничките, на нивното работно место пред деца со зборовите, цитирам, значи заборавате дека во МВР работев, заборавате дека ви ги слушам сите телефонски јавувања. Одење од куќи во куќи и така натаму. Тој продолжи да се заканува и на медиумите кои го објавија овој скандал со некакви си тужби. Почитувани, ќе ве замолам да погледнете дали има нешто нејасно во неговата изјава. Заборавате дека во МВР работев, заборавате дека ги слушам сите телефонски јавувања, одење од куќи и така натаму. Значи се признавате дека Тоа јас не треба да ме пресушувам. Почитувани, ова е повеќе од очигледно. Ова е матрицата на СДСМ. Заканување, уценување и пак заканување. Но Маријанче Стојановски треба да знае дека дури и да му е точна изјавата која ја дал во полициската станица меѓу своите колеги, дека ова видео е снимено од протест во јануари 2018 година, протест кој тој со закани и уцени го спречувал, а секој процес е демократско право на граѓаните, дури и тогаш направил кривично дело. Според член 155 став 2 од Кривичниот законник, секое спречување на протест од страна на службено лице, во случајот избран функционер на локални избори, се санкционира со казна затвор до 3 години. Ова дело, согласно изјавата на Стојановски, пренесено од медиумите, е сторено во целост. Настрана ова кривично дело, видеото отвара сомнеж дека градоначалникот учествува во организирана партиска структура на СДСМ во МВР која врши прислушување на граѓани, во случајот учителки и така натака, и нивно следење спротивно на закон. Согласно член 151 став 4 од Кривичниот законник, доколку се докаже вина, исто така следи казна затвор. Дополнително, постојат индиции дека делото е извршено со злоупотреба на службена положба и овластување, казниво со член 353 од Кривичен законник, бидејќи во скандалозното видео истиот напоменува дека работел во МВР и дека ги слуша сите разговори. Заканите и уцените кои го патува кон вработените во училиштето на работно место е сосема друго дело. Обвинителството само од оваа снимка има еден куп работа и еден куп индиции кои што треба да ги истражи и да отвори случај. Наместо нервозни и панични изјави од страна на Маријанче Стојановски, кој е градоначалник на Демирхисар, тој уште веднаш треба да си поднесе оставка. Само така ќе се овозможи непристрасна истрага. Во спротивно останува сомнежот дека ќе им се заканува на сведоците, а органите на прогонот под политички притисок ќе замижат пред скандалот. Потенцирам огромен скандал. Обвинителството, доколку е слободено од канџите и притисоците на СДСМ, треба да интервенира и да го расчисти сомнежот дека недолжни граѓани се следени, прислушувани, мета на уцени и закани. Ако ова им се прави на наставнички во едно основно училиште, тогаш жртва на оваа ненародна власт може да биде било кој од граѓаните. Ако вакви притисоци се прават за еден обичен протест, тогаш можеме и да замислиме што се прави во услови на избори или во екот на кампањата за референдум, или што се правело за да Маријанче Стојановски дојде на функцијата градоначалник. Овој скандал го покажа сталинистичкото лице на власта на Зоран Заев и СДСМ. Овој скандал покажа дека граѓаните не им се плашат и се спротивставуваат со едногласно не на политиките на криминалниот картел на власт. Затоа, уверени сме дека граѓаните и Република Македонија ќе победат. Благодарам.